Постоењето и функционирањето на дневниот центар во Виница во изминативе десетина години се покажа како исклучително квалитетна институција за 15 на лица со пречки во развојот, кои функционираат како едно комплетно семејство заедно со вработените стручни лица. Присутните најпрвен ги поздрави Димитар Прокопенко од Центарот за социјални работи од Виница, кој изјави дека оваа поддршка на лицата со инвалидитет е секојдневна, а не само по повод 3 декември. Проектот за отварање на дневни центри во речиси сите градови во Република Македонија, кој се реализира веќе 15 години, се покажа како најсоодветен облик на заштита и згрижување на лицата со интелектуална и телесна попреченост, кој возможува овие лица да се стекнат со многобројни знаења и вештини, а истовремено во ниту еден момент да не се почувствуваат одвоени од своето семејство и од своите најблиски. Раководителката на дневниот центар Зорица Коцев се заблагодари за финансиската поддршка од приватните компании за реализирање на планираните активности. Лицата со посебни потреби имаа можност да реализираат низа на активности кои што без финансиска помош не е можно да се реализираат. Тие имаа можност да одат на летување, да посетат зоолошка градина, да посетат градови во Македонија, да прослават роден ден, да изработуваат разни честитки материјали заедно со други ученици, значи сето тоа без финансиска поддршка не е возможно. И градоначалникот Ивица Димитров со поддршка на овие лица се вклучи во одбележувањето на меѓународниот ден на лицата со посебни потреби. Ги посетивме децата со пречки во развојот, како што истакнавме и во иднина општина Виница ќе помага на овие лица, на сите здруженија кои што се бават со оваа дејност. Значи во буџетот за 2018 година се предвидени средства за помош на лицата со пречки во развојот. Се надеваме дека и во иднина ќе соработуваме заедно со центрите за социјални работи. Овие лица се дел од нас, затоа мораме не само на 3 декември или денес, мораме секојдневно да и помагаме.